Почитувани, штом владата и СДС упорно молчат за 40 милиони евра, значи дека се крие нешто големо за овој скандал. Почитувани, 40 милиони евра во 3 години за лиценци, толкав договор направи владата со фирма која што претходно годишно заработувала по речиси половина милион. Па, почитувани, дали зад златното доба за Аитоникс не лежи фактот што и Димитар Ковачевски, првиот човек на Аитоникс, Марко Андонов, председател на одборот на директори, се колеги од приватен универзитет во Скопје. Ковачевски професор, шеф на катедра за маркетинг, а Андонов декан, професор за корпоративно право. Интересен е фактот дека првиот рекорден тендер за лиценци од 15 милиони евра Аитоникс ги добива во 2020 година, во период кога новата звезда на СДС Ковачевски влегува во влада. Иако тендерот првично е распишан за почетокот на годината, тој, народски кажано, е бутнат, па направен е нов тендер со сменети и намалени услови и се завршува во очи неколку недели пред влегувањето на Ковачевски во влада. И за прв пат се прави договор за 3 години за рекордни 15 милиони евра. Почитувани, по само 3 години Ковачевски е премиер, а Аитоникс на колегата професор од истиот факултет сега зема не 15, туку 25 милиони евра. Рекорд па рекорд. За истата услуга, лиценци за програми за администрацијата. Почитувани, зошто во 2020 година, кога Ковачевски е заменик министер, услугите чинат 15, а сега дури 25 милиони евра. Што е тоа зголемено за цели 10 милиони евра разлика, освен што Ковачевски бил заменик министер, а сега премиер. Како може генерален секретар на влада да подпишува и спроведува договор со фирма на колега на премиерот? Почитувани, Македонија тоне во корупција, тоне во криминал, сиромаштија, нема лекови ниту учебници, ама се даваат 40 милиони евра за лиценци. Само избори се спасот. Почитувани, дозволете ми да одговорам и на прашање во врска со ставовите на Стево Пендаровски, искажани во интервју во однос на амнестија и измените на кривичниот законник. Па да одговорам. Пендаровски веќе денеска мора да одговори кој тоа барал од него амнестија. Пендаровски вели дека бил, цитирам, консултиран од некои актери на политичката сцена за амнестија, па затоа сега мора да биде прецизен и јасен да наведе кој тоа од политиката го консултирал Пендаровски пред неколку месеци во однос на амнестија. Ви благодарам.